Бурна новогодишна ноќ и полни раце работа за докторите на скопските клиники, каква што немале во последните години. Граѓани, но и многу малолетници претерале со алкохол и завршиле на токсикологија. Имало поголем број повредени од оружје, тепачки, од пиротехника, од сообраќајки. На клиниките во државната болница тројца пациенти се во животозагрозувачка состојба по пат од голема височина. Критична е состојбата на 2-годишното дете кое било примено со прострелна рана во главата. Пациент 30 годишен од непознати причини, јавено е за овој пациент дека е пронајден паднат, е во животозагрозувачка состојба, извршено е оперативно лекување на арбетниот столб и моментално се наоѓа на клиниката за интензивно лекување. На неврохирургија е примен 16 годишен пациент од Штип, исто така при пат од висина. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. 30-годишниот маж е пронеден паднат во реонот на Боњаковец. 2-годишното дете е донесено околу 3 или 4 часот утринава, а за сега нема официјални информации за тоа што се случило. Имале и пациенти од 3 сообраќајки, но не во Скопје. Една 17-годишна пациентка од Тетово имала тешка телесна повреда и завршила на операција. 8 пациенти настрадале во тепачки, 6 се со полесни повреди се пуштени дома, како и еден со површна повреда од нож во левата лумбална регија, додека Скопјанец бил донесен на операција со прострелна рана во пределот на лакниот зглоб која заработил во прилеп. 8 лица настрадале од пиротехника, меѓу кои 2 деца од 12 и 13 години кои се на операција, како и 69 годишен маж со повреда на левата подлактица и левата шака. 31 лице на новогодишната ноќ завршиле на токсикологија, бидејќи претерале со алкохол. 13 се малолетни, а најмалата пациентка има 14 години. Сите се пуштени дома. 31 наш сограѓанин во текот на изминативе 12 часа завршија на нашата клиника. Најмладата пациентка е 14 годишна, најстарата повторно пациентка е 44 годишна. Од овој број 13 беа малолетни. Според половата структура 21 имавме од машки пол и 10 од женски пол. Бурна ноќ имали во градската болница. Примеле вкупно 19 пациенти. 8 со повреди од физички пресметки, 4 од сообраќајки, 6 од пиротехника и 1 во алкохолизирана состојба. Ако може да има добра страна која се работи за повреди, тоа што се помал број се малолетни лица во однос на повредените. Така да во сообраќајката имаме само едно малолетно лице, 5 годишно дете кое што е повредено. Во однос на петардите имаме само 2 од малолетниците, загрижува тоа што да речеме најстариот од повредените со петардите на 57 годишна возраст, малку чудно. Докторите алармираат дека бројот на повредени за новогодишната ноќ е значително зголемен во споредба со претходните години, а дел од случаите се поврзани со алкохолизирана состојба. Истражните органи ги утврдуваат околностите за потешките инциденти.